Urban, što misliš? Kako bi izgledala ova mrša bez glava? Samo kup krvavo meso. A pogledni go ovoj ovde. Kako ti izgleda, a? Kakva ti je ta glava na dve žili? Mu je fativ едната žila. Преку копјево ја сеќавам како чука. Да стиснам. Ej, Urban, brojam do 3. 1, 2. Ej, momci, престанете. Što je? Da ne gi žališ ovije varvarski svetci. Тебе те жалам, говедо. Погледни онам. Naši si ili ne? Ти остани овде и провери, а ние одиме. Ajde. Си го прости Господ нашиот Сава. Свърши неговите маки. Жив ли е? Кој си ти? Ти ме заборавил? Во овие местове пречекав пред години кога дојдовте во Моравија. Кнезот Ростислав ме беше пратил да ве одведам во Велехат. Богославе! Јас сум оче. А ти беше Климент, нели? Кој те прати, пријателе? Кому служиш сега? Јас сум војник, оче. Тоа ми е занаетот. Му служам на тој што ме плаќа. Само толку минали останавте. Да го качаме човеков на конјот. Да го качаме. Ајде. Дојдоа борите кано. Нека влезат веднаш. Според заповеста ги доведов. Но тие се крајно изморени, сам ќе видиш. Од вај ги дочував живи. Ајде, поверете, влезете. Ве поздравувам, пресвети отци учители, и добродојдовте во ова скромно и недостојно живеалиште. Господ да те благослови, војнико. Ова е братот Наум, а ова Ангелари. Пресвети отци, ќе останете овде неколку дена, за после ќе видиме. Овде да се одморите. Љубезен провери кај трпезарите и нареди им да донесат нешто топло да се окрепнат луѓето. Веднаш, брате Кано. Повелете, масава е за вас спремна. Да не беа твоите луѓе, повелнику, не знам. Добро, што вие толку сте му сгрешили на Светополк да така ве прогонува од Моравија? Господе Златен, што се не доживеавме?
Да бевме здружени сите заедно, не ќе не газеја вака, ама Божја казна ја стаса Моравија, зашто Светополк го ослепе својот татко, кнезот Ростислав. И како грешна жена им подлегна на германите и франките. Се распадна, се растури, се. Кнезот Ростислав остана сам, Панонското кнежество го подјарми Коломановата војска, Рашко и Хрватите се нејаки, исто така и Зета и Босна. Само една надеж имаме. Слушаме, Боритакану, твојот кнез Борис му е наклонет на словенското население. Не е моje да судам. Тој е премногу мек спрема бугарските бољари и ханството, а тие... Добро, што стана со храната, да не тргнаа сега на лов? Јас ќе проверам. Добро, луѓе, каде ви си другите? Само вие сте? Само ние останавме с полајме. А ние добивме глас дека таму во Велика Моравија имате оспособено повеќе од 200 ученици. Дека за епископ е поставен Горазд, учен човек и почитан од народот. Се е така како што велиш, повелнику. Само од 200 ученици многу умреа измачувани по затворите. Некои се скрија во народот. Најмладите ги одведоа за робија во Венеција, а на Горазда му ја затреа трагата. Брато Златен, еве кај сум на полпат од животот, а како во третата возраст да сум. Да се рече дека франките и германите и луѓето на Светополк не срамотеа малку е. Голи не влечеа по трње, со железни вериги не тепаа како добиток, со железани ги корнеа месата, камени плочини товареа на градите, а најмалата, последната, најтешка беше. Некои не издржаа, Боритакану. Господ ја зеде грижата за нив. Господ рече да проштаваме, брато. Господ нека им прости. А наша должност е за тоа да се знае за напред. Ако ти не сакаш да го напишеш тоа, јас ќе го сторам. Брату Науме. Прости, ти подобро знаеш. Прости ни ти, благороден човеку. Ние малку закрепнаме, па еве, кај почнаме да ти здодеваме. Јас благороден човек. Само на оваа острица имам 300 гревови, а да не говорам за ова. Што станува таму? Ајде сега кажи кај беше, а? Ајде кажи говедо, свињо, крастони заедно, ајде зборувај! Те пратив јас тебе по топла храна за луѓево или да ги бркаш таму готвачките. Ушите ќе ти ги пресечам, така да знаеш. Море нешто друго, јас нему ќе му пресечам, а? Само таму умов му е како вепарје. Пак ти ја презеде куварката, а? Простете, свети отци учители, војнички шеги и закачки. Тежок ни е животот овде во оваа осама, на крај свет сме. И не знаеш утре дали ќе си ја најдеш главата на снагата или стркалана таму некаде во трњето. Па зато изгледаме вака, па и некои од другите. Не сте поинакви, повелнику. И Господ наредил на мажот да му треба жена. И на жената маж. Така е свет човеку живот. А, еве ги најпосли и трпезарите. Најпосле. Ајде! Луѓе мои, каснете, окрепете се. Јадете, ајде јадете. Еве, патот до Плиска е далеко, коњи ќе најдеме. Ама и јавањето не е лесно. Затоа јадете, ајде. Ти рече, љубезен, дека сакаш да не задржиш. А чија е таа заповед? Многу наши бојери, багајни и бољари плетат мрежа зад грбот
на кнезот тајно, што реков тајно, јавно ги гонат христијаните и словените. Не, јас го знам многу добро кнезот Борис. Бугарите бргокле се претопат во Словенското море, слушате ми го зборот. Судејќи по печеното, кнезот Борис тебе убаво ќе те награди. Кога ќе му ги однесеш учителиве на помош? А јас што ќе добијам? Јас што ги пренесов преку воѓето на Дунав, а? Па, браќа мои, нив самата судбина ни ги праќа овде во Плиска. А тебе стот нико. Жими парчево месо што го имам ракава. И тебе истата таа судбина ќе те одведе да ги испрати живи и здрави кај кнезот Борис. Повелнику, ти си голем човек. Па има половина година како не сум ја видел жената и децата. Оче, Клименте, свет човеку. Ајде, кажи како да те викам. Жими Перуна, ќе ве одведам здрави и живи пред кнезот и тоа црвени во образите. Само јадете, ајде! Јадете! Повелете! Повелете, отци, касно дај. Pa, dragi moji, kako je? Dobri ste? Da vi kažem pravo, glasov za vašite golemi uspesi vo Velehrad, Nitra i Seta Velika Moravija odavna dojde do nas. I vo Konstantinopol, i vo Rim, i među Poljacite za vas se zborova Sovoskit. Kako toga da ne se raduvam? Što gospod tok mu mene mi je ukaža česta na koje i sami od Vasilevsće i se raduvaš. Nešto ne ti je po volja vaše preosveštenstvo? A ne. Nikako, moj knezu, nešto se zamisli. Kaži, što krojiš? Ništo, presvetol knezu, žimi Boga ništo. Kako ke zapoveda knezot, tako i ke bide. Dobro. Togaš eve kako ima da bide. Jas nisto ne rešavam za tvojot grb i se nadam, ti možem da smetam na tvojot sovet i sekakva tvoja pomoć. Soseto svoje srce i soseta blagodarno zadoverbata, moj knezu. Togaš eve. Ovi je proslaveni luđe i slovenski prosvetitelji episkope Georgijos. Kliment i Naum će gi pribere i će im bide na sekakva usluga mojov drag prijatelj i veren čovek, blagorodnijov Eskač. Na zapoved knezu. A blagorodnijov Česlav će mu dade pokriv i zaštita na otec od Angelari. So radost, knezu. Stanete, dobri moji, stanete. Sakam svetive oci i učitelji da bidat ne samo zadovoljni, tuku i blagodarni od vaše to gostoprinstvo, kako i jasto i vepno gupati blagodaren za pomoć to od vaši od meč, i vaše to meso, i vaše to vino. Sakam da ima tvoj izobilstvo sve što će im bide potrebno. I temjan, i lulje, i učenici, i pergamenti, i mleko, i ženi ako pobara. Sve. Eskače bugarski voljari. Ima golema kuća i mnogu slugi i robovi. Negovite pitosi se polni so žito i vino, a čelac ta negova. Među prvi teja primi vistinska ta hristijanska vera. Ima se i takvi što su prisila i kazni go primija sveti od krst. A ovoj čovjek mi je osobeno drag. Ime to mu je Česlav i na vistina mu prilega, zašto so seja slavi česta i dobrinata. Dragi moj oče Angelari, i to je blagorodnik od visokrodi, kaj nego brzo će si go vratiti zdravije to, zašto vo ta kuća živat bogatstvo to i dobrinata. I medot. Ima mnogo pčeli. I vino to se razbira što Hanot Krum naredi da se iskorne do poslednata pračka, ne znajući, oti ne je prv komutanac se umna, no nevozmožna, misla mu se izjalovi kako i na drugi pred nego. Taka što da budete spokojni. Za pričesna i pokrstovanje će ima.
a i za da vi zajak nasilite, za što ve čeka golema rabota. Oče Naume. Slušna, oče Naume, ti si bil vešt da vodiš učilište i da vaspituvaš učitelji. Vešt. Vo Preslav izgradiv hram i obitel. Na Sveti Pantelej mon mu je vetan. Će ti bideme blagodarni i jas, i pokolenijata što će dojdat po nas, ako otvoriš tamo crkovno prosvetno učilište. Na mojot narod mu se potrebni bogoslužbeni knjigi i molitvenici i site tije tolkuvanja i bogoslužbi sveti za širenje na verata. A so koje pismo presvetov knezu ke bidat prepišeni tije sveti knjigi? Ovoj praveden čovjek će ti kaže, vladiko. Prašaj go. Kako so koje pismo? So azbukata, što so Božjo vdahnovenije ja sozdade Konstantin Solunski, narečen Kiril. Ah, brakja moji, ta to je ušte neizodene i nezavršena pateka. Zar ke peltečime ušte koga gospodni dal sovršeno pismo na koje Homer gispea svojite božestveni epovi? Vaše preosveštenstvo... Dragi moj, ne obiduvaj se da me učiš. Bog mene mi dal i prosvešćenije. Продолжете. Ти, презитеру Климент, си jedan od najobrazovanijih izbranici na svetite prvoučitelji. Ja si pomalio sin Simeona go dadao da uči u Konstantinopol. Vo visokata Magnaurska škola, kada izuči i stana profesor Konstantin Solunski filozof, narečen Kiril. Sin mi može nema da stasa tolku daleku, no neka go izuči ona što jas nemav sreća da go naučam. Eve, će sednam da ve slušam. Će imam li srećata da ve slušam kako se raspravate vi dvojcata. Počitovani od episkop Georgios i nadareni od učen i hrabar i prižive slaven učenik što dostavnik i zameni svojite prvoučitelji. Vo sekoj slučaj, ušte dodeka metodi beše knez vo slovenska zemlja, beše voobičajeno da se pišuva na slovenski, no sa elinski bukvi. Ti сега ја застапуваш тријазичната ерес. Kakva eres, dragi moj, kakva eres? Зошто ерес? Што зборуваш ти? Па тоа дека само на грчки, на латински и на еврејски Господ определил да се вршат Божјите служби. Но таа ерес е соборена уште за времето на папата Адријан. Веќе десетлетија словенскиот јазик му е мил на Бога и Бог им е близок на словените. Драги мој, да не ја мешаме овде политиката. Се знае зошто папата ги посвети вашите книги и сето тоа. Но зар токму Константин филозоф, кој одлично ги знаеше латинскиот, грчкиот и еврејскиот јазик, не ги изучи уште и хазарскиот, сараценскиот, персискиот и други јазици? Точно е, учителе. Точно. Оној што знае повеќе, тој е побогат. Оној што не знае е загрозен. Не спориме за тоа, кнезу. Самиот Син Божји рече: проповедајте ја верата на сите јазици, кај сите народи. Нека словените го слават Бога на словенски јазик. Но писмото, драги мои, писмото, светото писание, не може да биде преложено со една несовршена азбука, а да не ги вулгаризира високите теолошки вистини, црковните догми, мудроста на вселенските собори. Епа, слушајте ме добро, ваше преосвештенство. Те слушам, оче Клименте. Сето време те слушам. Точно е. Совршена вистина е дека словените во допир со Византија и Елада имаа навик да пишуваат словенски зборови со грчко писмо. Ете, гледаш. А оние во допир со Римското царство да пишуваат словенски со латинско писмо. Но сполај му на Бога. Но и таму и овде, токму тоа беше пречка за просветата и верата да допрат до срцето и разумот на народот. Тоа е точно, но... Преосвештен владико. Многоплодниот словенски народ ја почитува елинската наука и книжевност. И не само Хомера и старите класици. Во нив не воведе Константин филозоф, богопросветениот отец наш Кирил.
Но истиот тој ни го остави заветот да го изведеме словенскиот народ од мракот на незнаењето во народ рамен на просветените народи. А што се однесува до азбуката, нашата глаголица, на таа азбука, господине, веќе се напишани дела достојни за благословот Божји. Вистина? Да. Тоа е веќе дел од историјата на словените, господине. Драги мои, ви благодарам за овој интересен диспут ваш. Но мене ме чекаат и други земни должности. Овозможи им, владико, да се отпочинат драгиот наш отец Климент и неговите другари, а за вакви диспути уште ќе имате време. Ова сакам да му послужи на христијанското дело, а не на личната суета. Каде го стави темијанот на уме? Ете го таму, во олтарот на Светиот престол. Си можел и подобро место да му најдеш. Ќе го приберам подоцна. Тринава кога ми го донесе клисерот, бев некако замелушен. Оган имам. Не знам од кај ме најде оваа настинка. Ни гладен, ни гол, ни тепан. Ете, спиеме на топло, сполај му на Бога. Братот Ангелари легна и не крена глава, кутриот. Ќе треба вечерва да појдеме да го видиме. А не. Ти ќе си легнеш порано. И јас ќе појдам. Таа моравија на сите ни го начна здравието. Хајде. Стави го епитрахилот. Иде ли народот? Почнаа. Веќе доаѓаат. Добромира, ќерко. Учителе, Што има, чедо? тато ме прати. Чув како зборува и му кажав, а тој рече веднаш да ве најдам и да ви кажам. А кој зборувал Добромире? Гркот, Георгиос? А со кого? со двајца од болјарите. Беше и Есха Сонев. Не, други. Што зборува? Ти ги чу? Кога ме видоа, јас побрзав да му бацам рака на владиката, а тој вака ми рече: наслушкуваш магарице, бегај отука да не ти ги искорнам ушите. Болјарите беа бугари? Лути беа, оче на уме. Бугари ли беа или наши, словени? Не викај толку, во црквата има луѓе. Ти не плаши се. Штом шушкале и Гркот се нашол во небрано. Да. Јасно е дека е некоја подлост. Добро, дај малку вода да се напие. Добро, ќерко. Оди сега дома и кажи му на таткото дека си не нашла и дека си ни кажала. Ние по вечерната ќе појдеме и ќе се разбереме. Борек? Чув како владиката им рече да ги исплашите, скршете му нога да скрши глава одовде. Написи. Нашата чаша. Ви ја подарил татко ми? Не знам, чедо. Си беше тука. Може би татко ти ја подарил на црквата. Ајде сега оди и немој да трчаш. Порек. Ваше Преосвештенство, кому и зашто треба да му благодариме за оваа преголема чест? Драги мои,
Ne zemajte go ova nikako poinaku osven kako moja pastirska griža, da ne mu zgreši me na sevišnji od bilo od neznanje, bilo od zabluda. Вашето иерархиско право не ни дозволува да судиме за вашите постапки. Освен ако вие самиот не барате совет од нашето смирение и недостоинство. За жал, јас не дојдов да барам совет, туку да дадам совет. Ние послушание имаме, преосвештен владико. Но ќе мораме да почнеме брзо со вечерната. Црквата е полна. Да. Како епископ на Плиска, внимавајте, јас све предупредувам. А тоа значи дека ве предупредува епископскиот престол. Дека овде, во бугарскава држава, навистина е дозволена употребата на словенскиот јазик. Но грчкото писмо му е и свето и драго. И на Бога, и на царот на царевите. Василевсот на моќна Византија. Значи, пак почнуваме да зборуваме за свети и варварски писма. Па тоа го разгневува и Бога, преосвештен. Тоа е политика. Тоа е простачка политика, а не вера. Пресветол кнезу, простете. Како не ве сетивме тројцата? Мојата најдлабока почит. Отец Климент, отец Наум, ваше преосвештенство. За жал, не доаѓам со добри вести. Ако не сте разбрале, знам што ве врзуваше за него и колку тоа ќе ве натажи, но откај Чеслава ми јавија, оти пред малку починал Ангелари. И него си го прибра Господ кутриот. Бог душата да му ја прости. Бог да го прости. Навистина тажно. Не успеа да ги преболи последиците на латинските и на германските затвори. Се успокои во Бога и престана да греши по милоста негова. Но јас, како кнез и татко, морам да се грижам и за државата, и за луѓето, и за црквата, и за вас. Со Ангелари уредете се како што пропишуваат христијанскиот обичај и црковните канони. Ако треба попело и молитви, попело и молитви. Ако треба закоп во црковниот двор, во црковниот двор. Тој му го посвети целиот свој живот на христијанското дело, па нека и служи на црквата и по смртта. Ти благодариме, пресветол кнезу. Но црквата е полна со народ. Време е да ја почнеме вечерната служба. Навистина си дрзок, брато мој. Ќе останем на вечернава, но ме чекаат и други неодложни работи. Преосвештенство. Ако не го гневи кнезот на архиереот, местото му е покрај таткото на државата. За Ангелари се разбравме. Сега каде? Има ли овој Божи храм некој друг излез? Одовде, господаро. Народот е нестрплив, брато Науме. Да си ја вршиме работата. Кај Ангеларија ќе појдеме после службава. Господ поја успокои душата. Ајде. Отвори ја завесата.
Sveti otci, otkako vije dojdote ovo Pliska, ovdje stana moše nespokojno. Imperator od Vizantija, duri i sami od patrijarh, se zagrižile za zagrozenata jerarhijska vlast na njegovo to preosveštenstvo gospodin Georgios. Koga li samo razbrale? I od kogo? Jas? Do Boga, knezo moj, jas tuka ništo. Ništa nepotrebno. Sveti otci, jas razmisliv i reši vaka. Otec Naum će odivo preslav, vo manastirot Sveti Pantelimon. Jas lično go izglediv i sakam da ima poinakva sudbina od drugite. Knezote privremena i miliva znajnost, a duhovna ta tvorba je večna. Sakam da go proslaviš. Znam koliko iskustvo, znanje i mnogostrani dar vi imaš. Te otvoriš i te razviješ golemo prepišuvačko učilište. Imo te ti dadam. Najdobrite učenici i ljudje za rabota. Za ništo da nemaš griža, osven za učilište to. Posovet na njegovo to preosveštenstvo, gospodin Georgios, tebe te upatuvam, dragi oče Kliment, vo jugozapadnite oblasti Vokutmičevica. To se dosta zaostanati krajišta i potrebna je rabota za crkovno to delo i prosvetata. Bez griža na sovesta te ostavam sam vo ta golema oblast. Za pomoć go imaš samo dometa, upravitelj na Kutmičevica. A za tvoji potrebi ti podaruvam 3 dvorci vo Dioklea i Ohrid. 3 dvorci, knezo? A po crkovna jerarhija će mu bideš počinjen na tamošnji od episkop Gavril. Nema li da mi je ukažete česta su zbor 2 blagodarnost? Kazna ili nagrada od Boga je, knezu. Te je primam kako što prilega. A ti? Smireno je prihvaćam službata što mi je namenuva knezot. Makar po čiji sovet da rešil. Znam koliko dugo si na pat, učitele. No pred da ti dadam vreme za počinka, sakam da ti pošalam dobre dojde i da ti zablagodaram za svetlinata što je donesuvaš po moja Kutmičevica.
Bratu moj, pa jaz dođam od svetlina, od magli i studoj, od postojani zakrani, ova sunčevina. Milo mi je što te gledam vo dobro zdravlje. Kosane i ti Radoje, pogrižete se, sinko, za leglo i pristojna gozba na njegovite pridružnici. A nije da vleze me vnatu. Glasnikot na knezot sigurno stasao, no evo ja njegovata povelba. Moj narod je već so mečot, no ušte nego poznava oružje na knjigata. Vladimirka, da veze me. Poveli, učitelje. Sedni, odpočini se. Za žal, ovdje nema da gi najdeš Porfirin Savina Konstantinopol. No, kje imaš toplo katče kada sekogaš si dobre dojden. Trognat sum od prečekot, dragi moj dometa. A Jezerovo je praznik za okoto i praznik na dušata. Kako dete se raduvam. Za to ja se soglasuvam. No nimava i ovdje sme na kraju od cvetot, kakovo dupka. Znam. Mnogo učitelji dođali ovdje počitovan, no zboruva na nerazbiliv jazik. Prito go učeja narodi som so meč i so kamšik. Izgora na se bara to, a dobro da im se plati. Sa koži, meso, oružje, zlato, med. Tuku, ti si jedan koliko što gledam. Kako misliš so jedno zrno da poseš tolika vanila? Pa jedno to zrno će rodi jedan klas. V godina 30 zrna će rodat 30 klasa. A nagradata? Kakva nagrada? Kako može rabota bez nagrada? To je predizvika sumnevanja. Da ne spori me za to sega povelniku na Velika i Bregalnica, i na Devol i na Sveta Kutmičevica. Dobro počitovan. Ne luti se. Nema li da mi zameniš da se oslobodam od ova teška obleka i tropalkive na mene? Samo poveli. Bogdane. Poveli, gospodaru. Sakam da otvoriš ne 4, 14 oči. Tebe ti go doverujem. Mojeva glava i mojov meč ti se zalog, gospodaru. Poveli, učitele. Naredba li je? Rete. Ti blagodaram, ćerko. Čija si? Dometa mi je tatko, učitele. Kako se vikaš? Vladimira. Kako? Vladimira. Ti li je vezeš i krpava? Hubava je? Će ti ja zemam da znaješ. Milo ki me bide, učitele. Ne. Se čekuvam. Ne, učitele. Golema radost ki mi storiš ako je zemeš. Druga ke navesam. Zem je za spomen. Od Vladimira. Sekogaš ti ja nosom so sebe. Tvrdinata je zad nas gore, ne li Bogdane? To se samo ostatoci, učitele. Urnatini.
Urnatini, da. Samo nije ovdje će počneme nešto što do sega ne bilo. Томета, брато мой, ќе ни требаат градители, каменорезци, резбари, зографи. Овде во Лихнидос е вистинското место за нашиот храм. Тука владееле и римјаните, и Византија. Пред нив Филип Македонски, потоа син му Александар Велики. Пред нив други. Светот не започнал од нас. Што можеме? А епископот Еразмо овде го ширил христијанското учење. Тоа придонело античкиот град Лихнидос меѓу првите да стане епископски центар. На свето место ќе го поставиме нашето словенско огниште. Какви убавини, а наоколу безсловесен мрак. Смарагната езерска вода. Тврдините горе. Па тоа е божествена рамка за огништето на нашата словенска култура. Брато мој, уште учителот мој, епископот Моравски и Панонски Методи мечтаеше за ова. На словенски ќе создадеме дела какви што не се кадарни да напишат ни на грчки, ни на латински. Имале среќа твоите учители да се потпрат на вакви ученици. Наша среќа е што сме имале такви учители, Домета. Нека расцветаат со Божја помош самостојната наша словенска богослужба, просвета, книжевност. Само така словенското племе ќе влезе во редот на културните народи. И еве што ќе ви кажам. Нашите стари, возлюбени деца мои, уште пред векови умееја да врежат во камен лик на животно или на птица. А зар некој од вас не го знае тоа? Кој може од дрво да изделка риба, или орел, или крава со рогови? Јас. Јас, учителе? Јас, учителе. Добро. Што знаеш ти, Јакове? Знам од корен да изделкам ламја. Стани кога одговараш. Ако умееш да изделкаш ламја,
Zar ne je polesno da vrežeš nekoj znak? Krst, na primjer, ili cvet, ili žiten klas? Dobro? Dobro, sedi. Денеска ќе учиме и ќе пишуваме знаци. Тие што ќе пишуваат на камени плочи, да земат остри камчиња или ќумурчиња. А тие што ќе пишуваат на дрвени, повосочени плочи, да земат остри дрвчиња. Тоа за сега, а понатаму ќе пишуваме со гускино перо или перо од петлова опашка. Добро. Гледајте ваму, деца мои. Ќе го пресечеме перото овде вака накосо и потоа ќе го зацепиме по должината. Потоа во едно калениче ќе столчиме цвеќе и од сокот ќе добиеме боја или ќе растопиме саѓи. Потоа ќе го натопиме перото и ќе пишуваме на меко приправена кожа. Но добро, тоа понатаму. Значи, што рековме дека ќе учиме и ќе пишуваме денеска? Знаци, учителе. Не знаци, букви. Знаци од азбуката. Азбуката. Ајде сега сите повторувајте по мене. Аз. Буки. Вједи. Глагол. Добро. Вие колка се? Леле, убај. Бе да изложба хладолото. Со недели носат камења. Разбра? Од сите страни. Манастир ќе кревал Климент. А ти знаеш за манастир колку камења требаат? Та зошто на истото место? Велат, имало некои стари темели. Затоа што тоа е свето место. Уште од старите времења таму имало манастир. Некои војски ли поминале, земјата ли се растворила, разбра? Па го снемало. Затоа сега Климент наш сака токму тука да се изгради манастир. И ти затоа си викат? Разбрал дека се разбирам во каменот. Сака да соберам мајстори, каменорезци, да го изделкаме каменот. Луѓе, нешто се мени откако е дојден тој човек. А некои и пцујат. Оној Богдан душа им извади. Со даноци, со работа. А ти не лај да не ти се стемни. Море како? Манастир не се гради за 5 години да трае. Ами за векој напред, за векој. На добро да е, луѓе, добро да е. Детево мое. Кој е? Јаково, мој најмалиот. Го дадов да учи за поп. За поп? Разбра? За поп или за учител? И едното и другото. Бистро дете. Бистро дете. А малку е палав. Еден Господ знае дали ќе научи нешто. Или па цел живот ќе се мачи како грешен ѓавол по тие црковните имоти. Шпалата и говерата не мургинат. Па што, ниту гладен, ниту гол. Манастирски мачор. Гладен. Не се во лапањето, разбра? Еде. Што лошо реков? Ама бре, сит човек и готова кавга. Туку, ајде да си ја гледаме ние нашава работа. Јосифе, ќе ми даеш и неколку парчиња да му однесам на даскалов мој, Климент? Пак ти. Климент па Климент. Учителот па учителот. Слушај, да не се посвати ти со него, а? Абе да го забележи детево му е поубаво. Може и ќе го пригледа поинако, разбра? Ама кој ти брани човеку, на земи. Земи, на. Дај му таму. На нишни ги на тоа.
Aj smo zdravi! I koliko za Jakova? Ne oplakuje ga pred vreme. Sigurno će popameten od tebe, razbra? Да видиме што можеме да сториме со азбуката. Рековме А. А е глас. Кажи А. А. Добро, седи. Кажи ти А. А. Добро, седи. Значи тоа е глас. За секој глас што можеме да го изговориме, има знак. Ова е знакот за А. Тој знак се вика буква. Секоја буква е напишан глас, а од гласовите се составени зборовите. Небо. Од кои гласови е составен зборот небо? Од Н, Е, Б и О. 4 гласови. Значи рековме буквата А. Името на таа буква е Аз. Името на Б е Буки. Вједи е името на В. Глагол на Г. Значи секоја буква има свое име, за да можеме подобро да запаметиме. Добро. Со буквите можеме да го напишеме секој збор за утре или по многу години, некој да може да го прочита тоа онака како што ние сега ќе го запишеме. И еве сега ќе ви прочитам нешто од оваа книга. Еве ни светна Христољупци, светлозрачниот спомен на нашиот преблажен татко Кирил, нов апостол и учител на сите земји, кој ни огреа на земјава како сонце со вистинска вера и убавина. И на словенскиот народ, кој беше во незнаење и греовен мир, по милоста на човеколюбието Господово, му стана пастир и учител на волците, и како лав згрме и им ги затна устите на волците, помрачени од завист на тријазичните еретици, пророчки укажувајќи на тревливиот јазик и упатувајќи ги сите со писмо кон спасение. Дај ми на дрвце. Повели учителу. Слушајте, луѓе. Овие ги порачав од Солун. А што дрво е ова, учител? Круша. Ама питома круша. Сега дрвцава ќе ги засадиме во дупкиве што ги копаме. Треба внимателно да се спуштат, да не им се подкршат жилките од коренот. А убаво е малку ѓубре да има на дното, измешано со ситна земја. Јас сум бил во Солун, учителе. Ама, нели сонцето таму е подруго од нашего? Мислиш потопле? Ќе издржи ли овошката кај нас? Мразот, студот. Ејде, мраз. А и мраз може да фати, нели? Така е, така е. Слушајте, браќа. Наша Кутмичевица полна е со горници, со диви круши, оскоруши, јаболка, сливи и други диви овошки. Кажи. Скрушите, учитело, и ставаме во слама да прогнијат. Потоа се јадат, жими Бога. А дивата ја вариме. Како мете блага. Добро, добро, некои кога ќе се сварат се јадат. Некои ги јаде добитокот. Ама важно е тоа дека се здрави дрвја, многогодишни и отпорни на нашите зими. Трнушки, учителу. Трнушки, ама на трнушките ќе ги накалемиме питомиве што ги садиме сега. Така е? Така е. Порачав и други дрвја од Цариград. Така, што сега друго да кажам? Да, ќе запатиме благородни овошки и во Девол, и во Вардарско, и во Велика и Брегалничко, и овде кај нас во Кутмичевица. Ајде сега правете како што ќе ви кажам. Клименте! Кажи Богдане. Оче Клименте, домета ме прати управителот. Дојде гласник од царот. Мислиш од кнезот?
Reče da te najdam pod drvo, pod kamen i s mene da dođeš pravo dolu. Čediški carot. Ajde na dobro, neka je. Vi je kopajte, luđe, negi zasaduvajte drvcata. Ja svednaš će se vratam da vi kažem kako. Ti mene će mi kažeš. Ako me vidiš ušte jednaš. Što ti odjednaš? Kako što mi je? Budalaština. Od oskruša kruša. Na deca na moj neka mu kažu ga. Vasile, ne odi. Ostani. Bogdan naražen će ti ispeći, go znaš kakov je. Neka me peči, brat. Pečan sam ja i bez toga. Той мене će me terat kamenja da nosam na Pantelemon. Stasali čovjeku. Da li je vistina ovo što go čuv, ljubezan moj dometa? Vistina, učitelja, je vistina. Vojniku, ti li je donese ova vest? Ovo li je čovjek što treba da go vodam kaj carot? Toj, sinko, toj. Kaži mi, ljubezan, što je so knezot? Ne li se zamonaši? Ne li postariot sin Vladimira go kači na prestolot? Se vrzal prokletiot so bugarsko tohanstvo. Koji? Knezot? Ne, tuku carot. Ni carot, ni knezot, tuku Vladimir. Ja vratil starata vera. Počnem da ga goni slovenite i hristijanite. A Boris utajom došao od Preslav. Napreva ga go fatil sina si i go zaklal. Vladimira, znaješ? Gospode Bože. A štom knezot se vratil vo manastirot, Simeon se progasil za car. A zašto mene, Melik? Sigurno mu trebaš. A knezot, ne li su njegova znajanje Simeon se voscari? Naredeno mi je da te odvedam živ i zdrav do Pliska. Za drugo to drugi ki ti kažat. Dobro. Barem će se vidan so bratat na um. A koga treba da trgneme? Vednaš. Sega? Така mi je naredeno. Konjite se podgotveni. Hrana i voda tovari me. Kogo ke zemeš sa tebe? Će uzemam bratot Pahomiji. Vladimira, Ćerko, si navezla nova krpa. Što je? Što je? Se patila sam nekoje ribarište. Dobro. Da odam. Sedni da ručaš. Ne trgaj glave. Daleko je Pliska. Slušajte, luđe, zemete site po jedna sadnica i spuštete ги во ямата. Право да стоят. Право! Право да стоят. Право.